Пред крајот на тековната година, кога локалната самоуправа на Кочани ја привршува и реализацијата на предвидените активности, градоначалникот Никол Чуилиев организираше брифинг средба со новинарите од локалните медиуми. На неа преку дебата беа предочени проектите што се завршени или се во тек, а стана збор и за плановите за работа во наредниот период. Најголем дел од прашањата се однесуваа на комунални и инфраструктурни теми, при што беше најавено дека е започната иницијатива за вклучување на двете соседни општини Кочани и Виница во проектот за гасификација. Точно е дека гасификацијата е предвиден крак до Штип, се уште не е пристигнат, меѓутоа предвиден е крак за Штип и веќе во општина Штип по нивна одлука има донесено за изработка на проект за секундарниот дел. Значи, тие веќе го работат. Јас во рамките на моите надежности, во рамките на моите можности, значи во секоја моја средба со надлежните институции разговараме за гасификација на Кочани и на мојата последна средба во владата со луѓето задолжени за енергетика, веќе имав и конкретна средба и разговори. Постои расположение да се размислува за сега, значи нема да ми замерите, бидејќи јас не сум политичар и ќе зборувам само за она што сум убеден дека може да биде направено и за нешто за што имам цврсти не ветување, него договори, за тоа ќе зборувам, а за она другото ќе зборувам дека имат расположение да се размислува, значи и да се бара соодветно решение како да го решиме и овој проблем со гасификацијата. Значи размислувањата одат да се искористи во овој момент градењето на експресниот пат од Штип до Кочани и пробаме да го искористиме во овој момент да се постави главниот цевковод покрај патот додека се прави трасата, да се стави и цевковод за гасовод до Кочани, односно да продолжи и до Виница. Иако гасификацијата е проект што не може да се реализира за краток период, Илиев нагласи дека на ова прашање ќе се работи интензивно со цел граѓаните и од двете општини да добијат поевтин и поеколошки енергенс. Освен за оваа тема, на брифингот со новинарите стана збори за други комунални и инфраструктурни прашања. Канал 8 подготвува снимка од средбата што ќе се емитува во текот на оваа недела.